Студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден, во вестите на Сител во 16 ќе гледате. МВР го пронајде и повторно го уапси 41-годишниот Александар Лазаров Цуна од Кочани, кој претходно избега од прозорец од полициската станица во градот. Екс-директорот на Созера летал со владиниот лирџет за приватни потреби, а со сопругата се возеле во изнајмени рента-кар возила исто за приватни потреби. Мирчевски за Сител вели, ќе докаже дека е невин. Мицкоски за судската одлука за партиското седиште. Правдата е конечно задоволена. За СДСМ премиерот го контролира судството и обвинителството, кои ги спасиле и Груевски и седиштето на ВМРО-ДПМН. Проширувањето останува приоритет за ирското председателство со Унијата, а Даблин ќе направи се да се одблокира и македонскиот евроинтегративен пат. Левица ја обвинува СДСМ за изборниот законник, СДСМ ја обвинува Левица, а владеачката партија и двете поради неможноста целосно да се исполни обврската од реформската агенда зададена од Унијата. Трамп повторно се предомисли. Нема да наплаќа за премин низ Ормудскиот теснец и повторно се закани со уништување на инфраструктурата на Иран. Од Сителовите репортери на теренот, Габриела Лескова за апсењето на наркодилерот од Кочани. МВР го пронајде и повторно го уапси 41-годишниот Александар Лазаров Цуна од Кочани, кој претходно избега од прозорец од полициската станица во градот. По наркодилерот беше распишана и централна, но и меѓународна потерница. Каде се наоѓа сега Цуна во жива, прашувам Габриела Лескова. Валентин, само што добив информацијата дека Александар Лазаров веќе е спроведен во затворот во Куманово. Тој беше уапсен вчера овде во населба Илинден во Скопје, па потоа донесен во полициската станица во Киселавода за веќе, како што напоменав, да биде предаден на властите затворски во затворот во Куманово. Тој е осумничен за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, а според кривичниот законник за ова дело следува казна од 3 до 10 години затвор. Предходно попладнево, јавен обвинител соопшти дека бара мерка притвор за осумничениот Цуна. Според известувањето на обвинителството, тој заедно со уште едно лице биле фатени во автомобил со 8 грама кокаин. Па освен притвор, исто така има побарано да му се одземе целиот имот кој што го има движен и недвижен. Според соопштението на обвинителството, освен мерката притвор, јавниот обвинител до основниот кривичен суд во Кочани поднесе и барање за определување привремена мерка за обезбедување, односно одземање на движен и недвижен имот согласно членот 202 од Законот за кривичната постапка, односно имат поврзан со осумничениот за кој постои сомнение дека е поврзан со криминална активност. Од преземените действија до овој момент постои сомнение дека еден стан и вкупно 6 автомобили кои биле запишани на други лица, фактички кореспондира со неговите законски приходи, фактички се наоѓаат во владение и на располагање на осумничениот. Овој имот не кореспондира со неговите законски приходи, што го потврдува сомнението дека истиот представува имот стекнат со криминална активност или пак имот кој што служи за прикривање на незаконски стекната имотна корист, стои во соопштението на обвинителството. Оно што е важно да се напомена за овој случај е дека со апсењето на Цуна практично не завршува случајот, туку директорот на БЕБ Александар Јанев соопшти дека се спроведува и внатрешна истрага, односно да се открие дали евентуално полициски службеници му помогнале тој да го изведе она филмско бегство преку прозорецот во полициската станица во Кочани. Денеска и политичките партии, меѓутоа и во изминатите денови опозицијата имаше силни реакции по однос на ова филмско бегство кое што дефинитивно предизвика и реакции во јавноста. Во продолжение ги слушаме нив. Александар Лазаров, познат како Цуна, падна в рацете на полицијата, откако претходно преку прозорец избега од полициската станица во Кочани. МВР за него распиша централна и меѓународна потерница, пошто вчера бил уапсен од страна на органите на прогонот во Скопје. Тој е осумничен за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, а му се заканува затворска казна од 3 до 10 години. По неговото апсење согласи директорот на БЕБ, кој кажа дека законот важи за сите,
и дека правдата го стигнува секој. Но Јанев најави дека случајот со ваќањето на бегалецот не завршува, туку продолжува со внатрешна истрага. Сакам јасно да порачам дека со пренаоѓањето на бегалецот не завршува и нашата обврска за целосно расчистување на случајот. Внатрешната истрага продолжува и секој што со постапување или непостапување придонел за овој настан ќе сноси одговорност согласно закон и утврдените процедури. Должни сме да бидеме отчетни, транспарентни и да постапуваме со интегритет, без разлика што лицето е повторно лишено од слобода. Пропустите мора да бидат утврдени, а одговорност мора да има, напише Јанев на Facebook. Акцијата е поздравија и од владачката ВМРО ДПМН. Премиерот кажа дека со псењето на цуна во вода паднале сите лаги на СДСМ. Неколку дена ги слушаме како дилерот од Кочани му бил отворен прозорот, па тој избегал, еве вчера е приведен, онаму е однесен каде што му е местото, во затвор, исто како што оние беа пронајдени во Драч и исто така донесени овде. Ние ќе се соочиме со една небулозна ситуација од страна на опозицијата. Тие колку повеќе лажат, толку повеќе тонат. Цуна пред 4 дена успеа на филмски начин преку прозорец да побегне од полициската станица од Кочани. Опозицијската СДСМ во повеќе наврати обвини власта за неспособност и побара оставка од министерот за внатрешни работи Панча Тошковски. Габриела Лескова, Сител телевизија. Информацијата што пред малку ја објави политичката партија Гром, во која се вели Гром и соопштува на македонската јавност дека Стефче Јакимовски, председателот на партијата, доброволно замина на отслужување на затворската казна од 6,5 месеци затвор. Длабоко сме разочарани од кривичниот суд кој го осуди нашиот председател затоа што поставил 2 времени градби, бараки во кои општината функционираше 13 години, не направи никому штета, туку општината за сите тие години заштеди 1,5 милиони евра кирија, доколку користеше простор под закуп и она што е најбитно, тој е единствениот случај во Европа кој ќе одлежува ефективна казна затвор за ова измислено кривично дело за поставување на времен објект со одлука на Советот на општина. Што значи веста кажува дека Стефче Јакимовски доброволно се пријавил на отслужување на затворската казна од 6,5 месеци. Маж и жена сопружници на 65 и 59 години се осомничени за убиството на докторот Ацо Трповски, што се случи во март 2024 година. Жртвата била намамена во автокоманда каде била убиена со 9 убоди од нож, а потоа телото со неговиот автомобил било пренесено на паркингот на поликлиниката Железара, каде беше пронајдено од неговите синови. Обвинителството во текот на изминативе години во координација со МВР водеше предистражна постапка со цел да се утврдат убиците на докторот Ацо Трповски кој што беше убиен на 21 март 2024 година. Мораме да напоменеме дека се работеше за комплетна предистрага бидејќи дел од трагите беа на никој начин уништени од страна на осомничените. Се работи за двајца сопружници, за осомничената обвинителството ќе поднесе предлог за определување мерка притвор за кривично дело убиство од член 123 став 1, односно за помагање по извршување на ова кривично дело, додека пак за лицето кое што е нејзин супружник за кривично дело убиство од член 123 од Казнениот законник. Летал со владиниот лирџет за приватни потреби, користен службена картичка, а со сопругата се возеле во изнајмени рентакар возила, исто така за приватни потреби. Ова е дел од обвинителниот предлог за екс-директорот на службата за општи и заеднички работи Пеце Мирчевски, кој известно време по кривичната пријава помина и во притвор. Мирчевски за Сител вели дека во текот на судската постапка ќе ја докаже својата невинност. Поранешниот директор на владината служба за општи и заеднички работи Пеце Мирчевски за лични потреби летал со владиниот авион, а по хотели и угостителски објекти во странство неосновано трошел пари од службената картичка. На овој начин го оштетил буџетот за околу 41.500 евра. Обвинителството против него поднесе обвинителен предлог, го товари за продолжено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување, како и фалсификување службена исправа. За приватни потреби и без да постои основ го користел владиниот авион Лирџет 60, а при патувањата од сметката на Созара се вршени плаќања по разни основи. Освен тоа, за хотелски и угостителски услуги, обвинетиот неосновано користел средства од службената картичка издадена на негово име. На тој начин го оштетил буџетот на Созара за значителен вкупен износ од 2.562.139 денари. Соопштија од обвинителството.
Во обвинението се додава и дека во периодот од октомври 2023 до јуни 2024 година обвинетиот свесно возможил противправна имотна корист за пилот вработен во Созара, иако знаел дека пилотот ниту со дополнителни обуки нема да ги исполни стандардите потребни за летање со Learjet 60, него задолжил да ги врати парите потрошени за обука и него известил надлежниот сектор да му го прекине работниот однос. Пилотот продолжил да зема плата за работно место капетан водач на воздухоплов, со што предизвикал штета на буџетот од 5.431.624 денари, соопшти од обвинителството. Обвинетиот екс-директор на Созара Мирчевски се товари за фалсификување службени исправи при јавни набавки за изнајмување возила, наменети за превоз на странски делегации и за транспорт на цивилно население евакуирано од Авганистан во земјава. Сите договори биле склучени со иста рентакар фирма од Скопје, а во службените изјави за непостоење на судирни интереси обвинетиот внел невистинити податоци, дека нема приватен интерес при реализација на јавната набавка или каква било материјална или нематеријална корист. Наспроти ова, почнувајќи од периодот пред склучување на јавната набавка, за време и по престанокот на неговиот мандат, тој и неговата сопруга користеле возила без надомест од истата фирма за патувања во земјава и во странство, велат од обвинителството. Оттаму и додаваат дека се запере истражната постапка за давање подкуп против собственикот на рентакар фирмата, бидејќи од прибавените докази, јавниот обвинител не утврди дека кај него постоела умисла да добива владени тендери преку давање возила без надомест на сега обвинетиот. Инаку финансиската полиција, кривичната пријава за Мирчевски ја поднесе на 5 февруари лани за сторени 4 кривични дела, примање подкуп, фалсификување службена исправа, проневера и несовесно работење во службата. Ден потоа на предлог на обвинителството, судот му определи 30-дневен притвор. Во краток телефонски разговор, екс-директорот на Созара Пеце Мирчевски засител рече дека во текот на судската постапка ќе ја докажал својата невиност за кривичното дело за кое се товари. Александар Динев, Сител телевизија. Ново рочиште од судењето на 13 полицајци за трагедијата во дискотеката Пулс. Според сведоци, тие не помагале при евакуација на посетителите кои бегале од пожарот, ниту им пружиле помош на повредените. Одбраната ги негира тврдењата на сведокот. Имаше полициски службеници во Пулс, ама тие не помагаа да излеземе од дискотеката. Ова го тврдеа сведоци на денешното судење за 13 теми на полицајци обвинети за тешки дела против општата сигурност. Сведоците, кои трагичната ноќ се уште биле малолетни, во судницата рекоа дека и надвор, додека Пулс бил во пламен, полицајците не пружале помош на повредените. На рочиштето директно се соочија сведок и обвинет полицаец кој се втори братучеди. Девојчето тврдеше дека тој ниту вода не сакал да и даде. Го видов мазнум, се обидував да си го земам телефонот, а тој ми рече дека не смеам да го земам. На метар или два од мене имаше пакет со вода. Јас му побарав на мазнум да ми даде едно шише, а тој ми рече каде да ти најдам шише вода и повеќе вечерта не го видов. Обвинетиот и неговиот адвокат ги негираа тврдењата. Полицаецот рече дека му помогнал на девојчето, ги информирал и нејзините родители, а помагал и на други повредени. Нападот во судницата бил резултат на фамилиарни недоразбирања. Има директно помогнато на тоа лице со тоа што заедно со друго лице е има однесено до паркингот, односно до патот, каде што било качено со возило, пошто веднаш има звонето на нејзините родители, ги има известено дека се наоѓа вон животна опасност и да се упатат во болницата за да бидат со неа. Резултатот на сведочењето е нарушените меѓусемјни односи. Според двајцата сведоци, полицајци имало и внатре во дискотеката кои стоеле покрај шанкот. Друг полициски службеник пак бил близу вратата кога настанало стампедото. Со себе носел папка и не им помагал на лицата кои биле заглавени во ходникот. Според обвинението, полицајците требало да го спречат активирањето на пиротехниката, но и да воведат ред за непречен излез после настанување на пожарот. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Правдата е конечно задоволена, констатира премиерот Мицкоски по одлуката на судот Белата палата да се одмрзни партиското седиште да остане во собственост на ВМРО ДПМН. За опозицијата пак,
Токму контролата на премиерот врз судството и обвинителството го спасила и екс-премиерот Груевски од одговорност за предметот Талир 2 и од мрзнување на партиското седиште. Правдата конечно е задоволена. Вака премиерот Мицкоски ја прокоментира судската одлука со која партиското седиште на ВМРО-ДПМН, познато како Белата палата, нема да биде конфискувано и останува во сопственост на партијата. Сепак, кога станува збор за ослободителната пресуда за неговиот претходник Никола Груевски, Мицковски ја префрли политичката одговорност кај претходната власт. Според премиерот, ваквиот епилог е директна последица на политичките калкулации на СДСМ и ДУИ, со кои се донесува измените на кривичниот законник. За другиот дел од пресудата и лицето кое што е опфатено со другиот дел од пресудата, од она што можев да го прочитам од одговорот на Кривичниот совет при Основниот суд, можам да заклучам дека станува збор за последица од законските измени во Кривичниот законник донесени од претходната влада на СДСМ и ДУИ, и како резултат на тие законски измени ние кажавме во минатото многу политички амнестии имаше, но многу политички амнестии и ќе следат. За жал, еднаш кога ќе направите грешка, таа грешка потоа станува правило и ве следи. Но според опозицијската СДСМ, токму контролата на премиерот врз судството и обвинителството го спасиле екс-премиерот Груевски од одговорност за предметот Талир 2 и со одмрз на имотот на ВМРО-ДПМН. Сега на сите граѓани им е јасно зошто ја тргна Ленче Ристовска, зошто и беа одземени овластувања, зошто таргет беа суди и обвинители, сите поврзани со предметите Талир 1 и Талир 2. На сите им е јасно зошто беше поставена обвинителка од тефтерчето на Сашо Мијалков, зошто се менуваат и назначуваат суди блиски до Мицкоски. Случајот Талир 2 се однесуваше на изградбата на партиското седиште на ВМРО-ДПМН. Според обвинението, тогашниот претседател на партијата Никола Груевски и генералниот секретар Кирил Божиновски направиле незаконски договор со градижната фирма Бетон Скопје. Фирмата изградила луксузната зграда целосно на свој трошок, иако тоа било економски неоправдано за неа. За возврат, Бетон наводно добивал милионски државни тендери. Во првата присуда во 2022 година Груевски беше осуден на 6 години затвор, а Божиновски доби условна казна, судот нареди зградата да се конфискува. Сепак апелација укина првостепената присуда, а по измените на кривичниот законник, делото за Божиновски целосно застаре, а на повтореното судење, судот донесе ослободителна пресуда за Груевски, со што Белата палата останува во сопственост на партијата. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Проширувањето останува приоритет за ирското председателство со Унијата, а Даблин ќе направи се да се одблокира и македонскиот евроинтегративен пат. Левица ја обвинува СДСМ за изборниот законник, СДСМ ја обвинува Левица, а владеачката партија и двете поради неможноста целосно да се исполни обврската од реформската агенда зададена од Унијата. Ирскиот амбасадор во земјава ги представи приоритетите на ирското председателство со Европската Унија. Проширувањето останува приоритет, а официјален Даблин ќе направи се да се одблокира и македонскиот евроинтегративен пат. За Македонија е важно да продолжиме со забрзано темпо на интегрирање на земјите од Западен Балкан во заедничкиот европски пазар, истакна председателот на комисијата Антонио Милошевски. Проширувањето ќе остане значаен приоритет на Ирска за време на нивното 6-месечно председавање со Европската Унија, порача од Скопје ирскиот амбасадор Брендан Варт. Пред пратениците во Македонскиот парламент ги представи приоритетите на председавањето, велејќи дека Македонија може да смете на поддршката на Даблин во интегративниот пат. Конкурентноста, вредностите и безбедноста се трите теми кои ќе бидат во нивниот фокус. Силно ја поддржуваме и Северна Македонија и незиното пристапување во Европската Унија и ќе работиме заедно со партнерите во Унијата и со властите тука во Скопје, за да видиме кој напредок ќе може да се направи на тоа поле. Ќе работиме за унапредување на владењето на правото во рамките на Унијата во сите земји членки, како и на зајакнување на демократската отпорност. Македонија останува посветена на реформите, вели заменик министерката за европски прашања Трајков. Порача дека очекувањата се таквите заложби да бидат вистински вреднувани од Брисел. Убедени сме дека принципот реформи врз основа на заслуги треба да остане водечки принцип на политика на проширување. Земите по кои покажуваат резултати, исполнуваат обврски и демонстрираат капацитет за спроведување на реформите, заслушуваат јасен напредок во пристапниот процес. Токму затоа очекуваме реформските достигнувања на Македонија да бидат соодветно препознаени и вреднувани од институциите на Европската Унија.
За Македонија е важно да продолжиме со забрзано темпо на интегрирање на земјите од Западен Балкан во заедничкиот европски пазар, истакна потпредседателот на Собранието Антонио Милошовски. Забележуваме дека не кај сите земји членки на ЕУ проширувањето е приоритет. И затоа, ако забележите внимателно, во излагањата на клучните шефови на држави и влади или министри за надворешни работи на побитни земји членки на Европската Унија, почесто се користи зборот интеграција на земјите од Западниот Балкан, отколку фразата полноправно членство на земјите од Западен Балкан. Опозицијата повика интеграциите да бидат национален интерес, а не тема за партиски препукувања. Европскиот пат не зависи од тоа кој само денеска ќе има парламентарно мнозинство, туку зависи од тоа дали како политичка генерација ќе имаме зрелост да изградиме национален консензус околу прашањата кои што се поважни од сите нас и од нашите политички кариери. Пред 22 години, кога Ирска го имаше председавањето со Унијата, Македонија ја поднесе и апликацијата за членство во Европската Унија. Ирска ќе ја води Унијата низ сложените преговори за новата повеќегодишна финансиска рамка за периодот 2028-2034 година, со цел да се обезбеди буџет кој ќе ги зајакне конкурентноста, вредностите и безбедноста на Европската Унија. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Рокот за изборниот законник истече, меѓусебните обвинувања на партиите продолжија. Истече рокот што Брисел ни го зададе за да се донесат нови изборни правила и да се обезбедат дополнителни 4,2 милиони евра од планот за раст. Власта и опозицијата не успеа да најдат заедничко прифатливо решение, главно околу гласањето на диаспората по електронски пат или по пошта. Изборниот законник според владеачкото мнозинство ќе мора да почека подобри времиња. Сепак оттаму велат дека опозицијата која примени филибастеринг во собранието ќе треба да сноси одговорност за тоа што државата не ги добила дополнителните европски средства. Премиерот Мицкоски вели дека има работа со несериозни опозицијски политичари, кои не ги послушале ниту пораките на еврокомесарката Марта Кост дека изборниот законник треба да биде донесен. Поминаа денови, тие се натегаа кој кого ќе го викне и каде ќе содржи тој состанок помеѓу опозицијата. Мене не мора да ме слушаат, не важен сум јас во случајот. Еве нека слушаат комесарката Кос. Таа го кажа дека тоа е дел од реформите кои што се битни за евроинтеграција. Знаете, чудни се некои политичари во опозицијата. Кога станува збор за нивен интерес, тоест да бидам попрецизен, нивен джеб, тогаш полни ми е устата со Европа и само Европа. Кога треба да зборуваме за одговорност и носење потези, а кога се во опозиција, тогаш се прават само за да ние таму не стигнеме каде што треба да стигнеме. Левица и СДСМ пак со меѓусебни критики за тоа кој всушност одиграл по волјата на Мицкоски да не се донесе изборниот. Од Левица, која се обиде да иницира средба за да се испеглат разликите меѓу опозицијските партии околу изборните правила, велат дека СДСМ има договор со ВМРО ДПМН да не се менува изборниот законник, бидејќи тоа повеќе им одговара. Секој обид изборниот законник реално да се допре до суштината наидува на идентична одбрана, различна по реторика, идентична по исход. ДПМН игра една улога, СДСМ друга. На резултатот е секогаш ист. Опозицијско обединување за една изборна единица би можело конечно да го скрши тој циклус, да наметне заедничка сила пред авторитативната власт на ДПМН, коментираат од партијата на ПАСИЕФ. Од СДСМ пак возвраќаат. Левица е создадена и финансирана за да ја разбие опозицијата, да ја напаѓа СДСМ и да му обезбеди на Мицкоски дополнителен глас во собранието кога му е потребен. Кога ВМРО ОКГ нема одговори за реформите и за европскиот пат, Левица излегува со лажни обвинувања за да го одбрани режимот. Левица не е опозиција, таа е продолжена рака на Мицкоски. Албанската опозиција пак остана на своите ставови, дел за повеќе изборни единици, а дел за начинот на гласање на диаспората. Проблемите со изборниот законник почна уште во работната група во Министерството за правда, која ги усогласуваше измените. СДСМ ја напушти групата, откако решенијата влегоа во собраниска процедура, ги блокираше со околу 10.000 амандмани. Катерина Нешкова, Сител телевизија. 5,4 милиони евра за 1385 нови вработувања за мерката вработување и раст на правни субјекти во рамките на владината стратегија за вработување.
Бизнисот има капацитет да ги абсорбира половина од луѓето кои во моментот се невработени, но проблемот е што добар дел од нив не се квалификувани, па бизнисот тешко го наоѓа потребниот кадар. Тие што чекат да се вработат, можеме многу лесно таа бројка на невработеност да ја намалиме од 100 до 50.000, затоа што ние како стопанство имаме потреба за нови вработувања, но не за секакви вработувања, значи за работниците кои одговарат на потребите на нашето на стопанството на секој правен субјект. Проценките се дека околу 25.000 македонски граѓани летово работат на Јадранското крајбрежје, главно Хрватска. Тоа се половина од потребите на македонскиот бизнис. По предпоставка дека ќе се вратат сите, на бизнисот ќе му недостасуваат уште половина од потребните работници. Тогаш, од каде стопанството ќе ги најде работниците? Едната опција се странски работници. Тренд кој е се повидлив во земјава, особено во градежништвото и угостителството. Филипинци во угостителство, турци, индици, бангладешани во градежништво. Ова го потврдуваат и официјалните податоци од МВР. За помалку од година и половина издадени се 5200 одобренија за престој на странци. Најбројни се странците од Турција, Бангладеш, Непал, Индија. Друга опција е враќање на македонските гастрабајтери. Министерството за економија објави мерки за вработување на 1380 лица за кои компаниите ќе добијат државна помош. Заменик министерот за економија вели, за вработување повратници компаниите ќе добијат и бонуси. Меѓутоа, не објасни што точно државата смета за повратник. Дали се тоа луѓе кои со години работат во странство или оние кои одат на сезонска печалба. Целта на оперативниот план е пред се невработените луѓе кои се евидентирани, а ги имаме во државата, да ги задржиме. Меѓутоа, еден од новитетите на оперативниот план во тие две мерки, само вработување и ова мерка за помош на вработување во правните субјекти е и субвенционирање на повратници. Категорија повратници кои покрај овие средства ќе добијат плюс 10% бонус. Компаниите ќе имаат обврска да ги задржат вработените до најмногу 15 месеци во зависност од категоријата. Велат, задоволни се од мерката, но државата уште од сега ќе треба да размислува дали субвенциите да ги продолжи и кога рокот ќе заврши. Оваа мерка директно има ефект врз компаниите затоа што преку тие невработени лица и преку оваа мерка ќе можат да ги надополнат отворените работни места, а од друга страна и да вработаат поголем број на невработени лица, со тоа што придонесуваат и за намалување на невработеноста во нашата земја. Да не го гледаме само периодот, 9 месеци или 15 месеци, потребно е и да се следи одржливоста на самото тоа функционирање во насока на тоа дека тие вработени добро би било да продолжат да работат во компаниите, да не заврши тука мерката. Од почетокот на годината Агенцијата за вработување бележи континуиран пат на бројот на невработени. Меѓутоа, од економија појаснуваат дека овие бројки не се точни и дека списокот ќе биде ревидиран. Односно, ќе бидат вкрстени податоците со луѓе кои примаат социјална помош и тие ќе бидат исфрлени. Даниел Василев, Сител телевизија. Кога ќе почне изградбата на автопатот кон Влаце? Зошто е толку скап? До каде се останатите автопатски делници? Каде се градат или ќе се градат експресни патишта? Зашто се користат парите од патарините? Може ли да се подобри безбедноста на патиштата со посилни банкини? Тема на денот со директорот на државни патишта Коце Трајановски. Со инвестиција од на 6 милиони евра започнува целосно уредување на коритото на Сува река во општина Сарај. Секоја дождовна сезона што дојде на подпрашалник. Денес ова подглаве на загриженост се затвара. Проектот предвидува уредување на речното корито во должина од 12 километри од селото Бојане до Глумово, каде што Сува река се влева во реката Треска. Регулацијата на коритото на Сува река е директно решение за долгогодишните проблеми на граѓаните од овој крај. За ова намена, како Министерство за животна средина и просторно планирање, обезбедивме над 379 милиони денари. Со уредувањето на овие 12 километри од патот за влез од село Бојане,
па до тука, до село Глумово, ние директно ги заштитуваме домовите, имотите и обработливото земјиште на илјадници граѓани на општина Сарај. Антикорупцијскиот тим на СДСМ денеска обвини за нов случај за фирми блиски до власта кои испумпувале пари на народот од ЈСП преку милионски договори и тендерски шеми преку Маратон Груп која велат дека е блиска до власта. Со доаѓање на ВМРО на власт, оваа фирма има добиено над 1,5 милиони евра народни пари за само 2 години. Сите од државна лотарија и државна видеолотарија договори за надворешно и внатрешно рекламирање во автобусите на ЈСП Скопје. Нема нови еколошки автобуси за скопјани, ама има 1,5 милион евра за омилени фирми блиски до власта. ЈСП тоне и нема пари за нафта, нема пари за резервни делови, нема пари за плати на вработените, ама за приватна фирма Маратон со само 11 вработени, пари има. Затоа, во 2025 година, остварила чист нето профит од повеќе од 700.000 евра. А за изградбата и најавата на автопатишта, на експресни патишта и на други локални патишта во тема на денот со директорот на јавното претпријатие Државни патишта Коце Трајановски. До тогаш пријатно.